Инцидент помеѓу наставник и ученичка во кој наводно имало и удирање со ленјер на ученичката и фаќање за гуша на наставникот се заканува да добие пошироки размери, но и политичка димензија. Проблемот може додатно да се искомплицира поради фактот дека се работи за ученичка од ромска националност, што е чувствителен сегмент во обвинувањата од двете страни. Поради тоа, незиниот татко во текот на вчерашниот ден му се нафрлил на наставникот и го фатил за врат со намера сам да тера правда. Поради тоа бил пријавен во полиција и подоцна приведен, а денеска пуштен. Впрочем, еве како овој инцидент го пишува Селохмедовски. Јас синоќа на мојот Facebook статус по сознание од известување од страна на родителите на деца од ромската заедница во Кочани, дознав дека врз две деца, брат и сестра, ученици во основното училиште Раде Кратовче, од страна на просветни работници, од кој еден од класен раководител, другиот и директор, е примената физичка сила врз девојчето, со тоа што наводно била ударана со тврди предмети од училишен прибор, од линеар, поради што таа, поради претрпениот страф, не е одела на училиште, измислувала некои моменти дека наводно била болна и тоа го криело цело време од родителите. Меѓутоа, кога отишле со неа во училиштето, само во првичната средба со наставникот почнала да плаче и да писка, велејќи им на своите родители дека се плаши од наставникот, дека не сака да оди повеќе на училиште бидејќи била тепана. На поставените прашања од страна на родителите, што е нормално, дали се вистините овие наводи, претпоставам дека тоа од страна на наставникот е негирано, пошто наставникот е пријавен кај директорот на самото училиште и за изненадување на самите родители, место истиот да застане во одбрана на правата на детето, се однесувал крајно агресивно. Значи тоа се поизјави од страна на родителите и ги исфрлил не само од канцеларијата, туку и од училишниот двор. Наставникот Љупчо Ѓорѓиев вели дека вистината е сосема поинаква, а тој како наставник кој 40 години работи со ученици и образувал и воспитувал илјадници деца, досега немал претрпено таков инцидент. Јас со ученичката работам 3 години наназад како класен раководител и сме немале никаков проблем досега. Проблем немавме ни сега. Единствено, ученичката постоеше некаков страв кај неа поради што беа запознати педагогот и психологот во училиштето. Конкретно, вчера, иако ученичката не беше на училиште, на час во оделението упаднаа таткото со уште две лица возрастни. При тоа, таткото ме нападна пред учениците. Бидејќи настанот се случи во училиштето, веднаш го пријавивме во полиција. Директорот Благој Давидков дециден дека случајот добил погрешни насоки и димензии. Вчера во нашето училиште се случи еден немил настан, имено околу 11 часот слушнав силни гласови во ходникот, излегов да видам што се случува. Во ходникот го сретнав колегата Љупчо Ѓорѓиев, кој видно вознемирен излегуваше од училницата и ми кажа дека некој родител од учениците од неговото оделение влегол во неговата училница каде што држи час и бил нападнат физички, го фатил за вратот и го теглил и сакал да го удри. Во истиот момент забележав дека напаѓачот одеше забрзано по мердевените и излезе од училиштето и се упати кон плоштадот. Причината за ова случка наводно била дека наставникот вршел физичко и психичко малтретирање на една ученичка и поради тоа родителот сакал да се пресмета со наставникот. Јас како директор на Општинско основно училиште Раде Кратовче под морална одговорност тврдам дека немало никакво физичко и психичко малтретирање кон ученичката од страна на наставникот. Исто така, сакам да упатам еден апел кон сите инволвирани страни да се смири ситуацијата, нашето училиште е отворено за соработка и секој може да дојде да разговара, а ако има проблем, ние ќе го решиме заеднички.
во интерес за сите. Од друга страна, денешното собирање на десетина родители од ромска националност пред училиштето и нивните изјави одат на линија дека со ромските ученици се постапувало различно од другите, дека поедини наставници и директорот некоректно и насилно се однесувале кон нив и дека ако сето тоа продолжи, нема да ги пуштат своите деца на училиште. Телевизија Кочани дознава дека наставникот земал боледување поради физичкиот напад и стресната ситуација која ја преживеел, што значи дека денеска не бил на работа.